Традиционално, карневалските денови започнуваат на 13 март со свечено отварање и символичното предавање на клучот од страна на градоначалникот на општина Струмица. Програмата содржи повеќе настани кои ќе траат околу 8 дена. На карневалот ќе учествуваат 500 учесници, односно 49 карневалски групи. Од нив 20 се од странство, односно од Хрватска, Босна и Херцеговина. Повеќе групи од Црна Гора, Србија, Бугарија и Грција, додека останатите 22 групи ќе бидат од Струмица и 6 други градови. Го започнуваме со предавањето на клучот на 13 март, кога во среда официјално мојот мандат како градоначалник за оваа година завршува и мандатот за градоначалник го предаваме во рацете на карневалистите. Се надевам дека покрај сите и целото опкружување кој што го имаат со сите предизвици, добро ќе менаџираат со градот. Ќе се погрижат да имаме што е можно повеќе насмејани лица, да имаме повеќе песни, да имаме многу забава. Вистина, оваа недела Струмица влегува во еден од најубавите периоди за градот, за граѓанките, за граѓаните. Влегуваме во оној карневалски мут, настрана растаретени од сите други случувања кои што не обкружуваат и го обкружуваат нашето секојдневие. Доаѓа време за забава, време за смеја, време за уживање, за што сме расположени тоа време да го споделиме и со цела Македонија, со граѓанките и граѓаните од целата држава. Би сакал да цела општина Струмица, со сите населени места, ги отвори портите за сите оние граѓани кои што сакаат да го уживаат ова 8-дневно струмичко чудо и да барем за миг почувствуваат дел од таа наша, не така наречена, туку вистинска струмичка магија. Посетителите ќе бидат сместени во Струмица, Радовиш, Лебедово езеро, Валандово и во градот Дојран. Представници на многу познати карневали, почнувајќи од Хелсинки Самба карневалот, организаторите, кои што имаа желба да дојдат со група, но поради високите транспортни трошоци далеко се многу. Да, значи не можеа да се вклопат, бидејќи знаете дека тие треба да си го платат патот. Меѓутоа ќе имаме чест, значи овде да не главните организатори на Хелсинки Самба карневалот се разбира, како и повеќе години поред ќе бидеме почестени со присуството на првиот човек на Федерацијата на европските карневалски градови, кој што ќе го замолиме да ја отвори изложбата посветена на 30 години од членството на Струмица во оваа најголема мрежа за размена на искуства во светот меѓу карневалистите. Гостите од странство, што рековме, можам да кажам дека годинава владееше незапамтен интерес за учество на Струмичкиот карневал. Изразија желба да дојдат во Струмица околу 750 учесници од повеќе земји. Меѓутоа, за жал, нашите финансиски можности, но повеќе можностите за сместување на гостите тоа не го дозволија и моравме да се ограничиме на околу 500 учесници, така да бевме принудени да одбиеме десетина групи. Инаку на денешната пресконференција беа врачени првите статуети на Ѓурѓи Калајџиев како водител околу 30 на години на овој настан и на Игор Џамбазов, кој ја превзема истата обврска како домаќин и водител од оваа година. Најголемиот настан овој месец не само во Струмица, туку и во Македонија, легендарниот Струмички карневал, кого го спомнуваат патеписци низ вековите, а најстар запис за него има легендарниот Евлија Челебија, кој патувајќи по Балканот, влегол во еден преубав град со големи кули и видел некои луѓе кои смешно се облекувале, пееле безобразни песни, се веселеле, пиеле, играле и така натаму. Значи, од 17 век па се до тука, до овој проклет 21 век во кој се менува со брзина на светлоста, Струмичкиот карневал си го задржа своето, дека е единствен на овие простори. И мене ми е многу драго што првпат во животот официјално станувам дел од овој карневал. После половина век работа на мојот драг колега Ѓоко Калајџијата, ќе го испратеме во пензија,
по негова желба и се надевам дека ќе го заменам достојно. Како што сите нагласија на денешнава пресконференција, се очекува карнавалот за 2024 година да ги исполни очекувањата и сите да бидат задоволни.